Добар ден. Се наоѓаме пред нерегуларната регулаторна комисија за енергетика. Нерегуларна затоа што спротивно на Законот за енергетика. Оваа комисија има двајца председатели, назначени од власта во заменување. Со одлука на Собранието на Република Македонија, покрај постоечкиот председател, за председател е именуван и Дејан Бошковски, поранешниот директор на АД11. Веројатно, како награда од Груевски за неговото неодговорно работење во АД11, каде што се случи најголемиот грабеж на граѓаните преку нерегуларни тендери и зголемување на струјата за повеќе од 100% во последниве 10 години. Оваа комисија е нерегуларна затоа што именуваниот, според законот, не може да биде ниту член, а уште помалку и председател на комисијата. Согласно законот, за да се биде член на оваа комисија, треба најмалку една година да не се извршува раководна функција во управен или извршен одбор на енергетска компанија. Господинот Бошковски беше назначен само неколку дена после неговата оставка од функцијата во АД11. Ваквото незаконско назначување на партиски војници мора да запре. По 11 декември Македонија ќе биде правна држава. Законите ќе се почитуваат и за сите ќе важат подеднакво. Благодарам, поведете прашање. Ве молам, Димитар Петров вчера рече дека изјави дека јас сум председател на регулаторната комисија. На прашањето дали станува збор за грешка во службен вестник не одговори. Дали е можно да има два председатели на регулаторна комисија и дали ова тело може така да функционира? Согласно она што може да се види од одлуката објавена во службениот вестник, господинот Бошковски именуван за председател. Толкувањето на господинот Петров може да биде вакво или такво, фактот што тој не ја прокоментирал одлуката зборува сам за себе. Добро, да го доведува во прашање работата на регулаторната комисија? Во цело се доведена во прашање затоа што и не случајно кажат дека станува збор за нерегуларна регулаторна комисија веќе. Согласно правните прописи оваа комисија не може да има два председатели, а согласно одлуката на собранието има два председатели. Добро, од службен вестник тврда дека одлуката така им пристигнала од собрание. Со оглед на тоа што оваа точка беше донесена на последната седница кога и практично се распушти собранието, а вие бевте пратени, каква одлука донесе тогаш собранието? Дали да биде именуван за член Бошковски или за председател на комисија? Ако се сеќавате, координаторот на пратеничката група на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија укажа дека именуваниот Бошковски не смее согласно законот воопшто да припари кон комисијата за енергетика. Меѓутоа, во очигледната евакуација заради заминувањето од власта на Никола Груевски не му се битни нити законот, нити редот, нити поредокот во нашата држава. Напротив, тој се обидува да згрижи што е можно повеќе партиски војници.